90-тите беа време на сирова, наелектризирана енергија на Балканот. Тогаш панкот и рок-н-ролот не беа само музика, тие беа начин на живот. Забавите и концертите бучеа од страст, бунт и неискажана врска меѓу бендовите и нивната публика. Музичарите ги истурија своите фрустрации, соништа и гнев во своите гитари, а толпата им одговори со иста мера. Тоа беше време кога секој концерт се чувствуваше како андерграунд револуција, а постерите на локалните идоли, сега легенди, ги красеа ѕидовите на нашите детски соби. Но како што одминуваше векот, Балканот, а со него природно и Куманово, се промени. Распаѓањето на Југославија остави повеќе од само политички и географски лузни. Го наруши тој хармоничен културен бран, оставајќи празнина. Што ја пополни празнината? Текстовите станаа поведри, музиката помалку сурова. Почнаа да доминираат звуците на хип-хоп, рап и некоја чудна етно музика, инстантно прифатена како полесна, подопадлива и рефренски попевлива. Се чинеше дека квалитетот, автентичноста и бунтот избледеа, заменети со покомерцијална сцена водена од кич трендови. Музиката од секогаш го отсликувала општеството. Хаосот и креативноста од 90-тите се родени од пресврт и единство во борбата. До 2000-тите светот се промени, а исто така и музиката. И покрај се, духот на рокот и панкот се уште се слуша во позадина, чекајќи го своето следно враќање. На 18 септември во Занаетчискиот дом во Куманово беше прикажан долгометражниот музички документарен филм The Hip Brainstorm на режисерот Јане Алти Пармаков. Филмот The Hip Brainstorm е продолжение, своевидно документарно надополнување на долгометражното DVD видеоиздание The Hip Reality Overdrive. Автор на оригиналната идеја е Љубиша Петрушевски. Во врска со панк и панк културата. Панк културата не е поврзана секој само со еден бенд. Впрочем, не се само биле The Hip, група кои се свиреле во Куманово, Табатрачери, Морби Джокер, уште редица на други бендови го представуваат тоа движење кое ние повеќе го викаме андеграунд движење. Панк значи култура која не ја прифаќа културата на постарите. Оно што е фрапантно и што е абсурдно во ова модерно време е дека ако ние, например, кога сме биле, ајде да кажем 18-20 години, сме биле многу модерни, на англиски модерен значи хип. И кога сме ние биле поначитани, сме патувале во странство, сме знаеле подобри бендови и сме на таков начин културно сме ја предизвикувале таа култура на постарите. Сега може да кажеме дека ние, за жал, и во нашите 50-60 години сме се уште хип, а оние деца до 18 години слушаат изразито демоде музика, и слушаат нешто што го ние викаме под генерален термин кич, и дека сега да бидеш панкер е во суштина да бидеш без вкус од инует. А ние сме го правеле тоа со цел да ја предизвикаме културата на постарите, а сега младите луѓе мислам дека едноставно се презадоволни у некоја култура која им нуди материјалност, која не им нуди бунтовност, и мислам дека е жалосно што ние треба сега да бидеме да го внутуваме панкот на овие години. Сега една песма за наши драги богаташи. Така да ние треба само да дадеме водич, овој документарец е водич за тоа, што се случувало во Куманово пред таму повеќе од 30 години и да покажеме дека не е се во парите и во можностите. Значи, можностите и парите сега ги има 100 пати повеќе него пред 30 години, кога се распаѓаше државата, ама ние ентузијастички со помош на 400 членови на музичка младина од ништо правевме нешто. Значи да бидете креативен, панк значи да бидете креативен, не ви треба вас голема поддршка финансиска, нити ви треба, што еден во тоа време дури немаше ни телевизии, а ви треба да имате таков жар, да имате таков поттик да сакате да ја промените средината. Ако младите луѓе едноставно не сакаат да ја променат средината, ние ништо тука не може да направиме. Ама како постари наш и како едукатори, нас ни е задача да им покажеме некои поинакви облици на
креативност, по поинакви облици на кои Куманово може да живее, бидејќи Куманово е сепак град. И како што ќе видите од документарецот, они многу повеќе ценет од луѓе надвор од градот, отколку што ние си го цениме. Затоа време е да почнеме и ние да си го цениме оно што си го имаме. Изразот панкот не е мртов во контекст на слободата представува повеќе од само опстанок на музички жанр. Тој символизира траен дух на пркос, несообразност и индивидуално изразување. Панкот од своето основање се занимава со отфрлање на општествените норми, бунт против авторитетот и борба против системи кои ја потиснуваат слободата. Дури и ако музичкиот стил не е мејнстрим како некогаш, панк етосот, верувањето во преиспитување на се, независна и залагање за лична и колективна слобода, останува многу жив како правец. Панкот е потсетник дека идеалите за автономија, слободната мисла и отпорот на угнетувањето никогаш не можат целосно да се избришат. Панкот продолжува да ги инспирира оние кои бараат ослободување на општествените ограничувања, без разлика дали преку уметност, политика или начин на живот. Станува збор за ослободување од калапот, да се биде неизвинливо свој и да се спротивстави на контролата. Дури и во турбулентните времиња, суштината на панкот обстојува како моќна метафора за човечката желба да живее автентично и да се бори за слобода. Панкот како музика ќе биде актуелен, мене ми се чини секогаш, бидејќи панк е повеќе начин на размислување, за некои луѓе начин на живот. Јас го сваќам тоа како начин на размислување, дека можеш да ги направиш работите и сам независно од одредени институции и дека можеби не е битно да имаш некои технички големи знаења, туку е битен оној творичкиот импулс. Тоа е за мене суштината на панкот. Сега, филмот, овој филм конкретно во суштина зборува за една постпанк сцена и има одредена разлика помеѓу она што се смета за панк и постпанк. Постпанк е можеби малку поатмосферична и поинтелектуално ориентирана музика и токму овие бендови во 90-ти што твореле во Куманово биле претежно ориентирани кон некоја постпанк нишка, така што овој филм зборува за таа музика и е направен да личи на одредени постпанк филмови што биле актуелни во Англија, да речем, во 80-тите и во 90-тите, така да ние гледаме да ја кога зборувам ние, мислам мене, Љубиша и останатите од екипата, гледаме да го реактуализираме тој период. Значи еден постпанк период во кој што работите исто така се одвиваат на ниво на ентузијазам, ама има малку можеби повеќе и некоја интелектуална енергија и некое духовно предзнаење што е многу битно за да се остави потраен печат. Многу е битно, мислам, улогата на професорот е генерално многу битна и мислам дека може да биде одлучувачка во одредени животни периоди за студентите, за учениците. Љубиша го знае тоа и затоа во тие формативни години го има токму тоа влијание. Јас тоа го почувствував на своја кожа, бидејќи со неколку години бев дел од така да речам постдипломскиот курс кој што он го нарекува културолошки студии и сватив колку тоа може да има формативно влијание. За мене имаше за еден куп други луѓе, ти го спомнуваш тоа за луѓето што биле дел од бендот Хипи, од некои нивни пријатели, сите тие се формирани преку овие експерименти на Љубиш. И тоа е исклучително битно, мене ми е жал што нашиот систем тоа не го препознава. Љубиш е еден од ретките ентузијасти на кој што на гениален начин би рекол успева тоа знаење да го вметне, да ги еманципира студентите. Повеќето луѓе би требало да работат на тој начин, зошто не работат, е една друга приказна занимањето стратегија. Може би беше напорен, ама тоа е напор во смисла да се направи нештото уште подобро. Факт е дека овој филм не е финансиран од страна на Министерство за култура ни од Агенција за филм, значи ние вложувавме своји средства. Во еден момент тоа посекако станува напорно, бидејќи правењето на филм е неколку годишен процес и кога вложуваш од свој джеб, а не заработуваш нешто како поврат, сваќаш дека тоа е до некаде напорно. Ама јас одлучив да го истерам ова до крај, бидејќи јас бев фан на кумановската сцена долго време, дури имам доста пуштано музика тука, имам многу пријатели, кои голем поздрав до сите мои драги пријатели од Куманово, и за мене беше еден вид на мисија да се направи документарец кој што ќе ги одбележува сите тие бендови кои што во 90 има навистина битно формативно влијание. И јас сум многу среќен што од 2020 кога го завршивме филмот, па наваму е веќе 4-та година, редовно го промовираме и година за година се повеќе расте влијанието и импактот на овој филм. Почнавме да добиваме и рецензии дека станува збор за едно документаристичко ремек дело, може би звучи претенциозно, ама тоа мене како режисер ме прави горд, а се надевам и Љубиша исто, бидејќи најверојатно имавме добри импулси. Јас имав добар тутор во
во ликот и делото на Љубиша, а и он најверојатно во мојот лик и дело си пронајде соодветен соработник и заедно стигаме до еден процес и до едно дело кое што се уште инспирира луѓе, например, дел од моите помлади пријатели кои што во Скопје живеат и сега почнуваат да формираат бендови, значи имат по 25-6 години, кога го гледаат филмот вика ова нас не инспирира ние да правиме нешто и да бидеме уште посериозни, да не бидеме затворени само у гаража, туку едноставно почнеме и книги да читаме, да гледаме филмови, да го истражуваме звукот. И тоа е поентата на ваков тип на филмови, да бидат еманципаторски и да пробаме навистина ние тука во нашава средина да дадеме еден максимум културолошки, значи не само политички импулс, туку и културолошки импулс. А Куманово го има тоа и во една добра соработка помеѓу Куманово, Скопје и Битола, како да речем поголеми градови и центри, можеби на Македонија, навистина можеме да извадиме еден сериозен културолошки максимум. Филмот во Куманово реално имаше една промоција во 2021 година во Центарот за култура, поправиме Трајче Прокопиев. Сега, 2021 година уште беа оние, да речем, полициски часови на сила, се влегуваше само ако си вакциниран едно друго. И некако таа промоција помина, ама не остави потраен впечаток, бидејќи во поглед на мерките, повеќето луѓе ги почитуваа и мислам дека немаше доволно публика од тие причини. Ја во меѓувреме успеав да организирам повеќе промоции низ цела Македонија и сватив дека дури во Белград се даваше филмот на еден фестивал Докен Ритам, кој што е баш за музички филмови, и сватив дека е штета ако не пробаме уште еднаш во Куманово да го промовираме, бидејќи сепак филмот во суштина го акцентира кумановскиот андерграунд и мене ми е мило што го тука и со драгите пријатели кои што веќе ги гледам како доаѓаат, ќе си го погледнеме она на кое што работевме неколку години. Панк бендовите The Hip и ТБ Трачери се символ на андерграунд културата на Куманово, особено во текот на 90-тите и раните 2000-ти, кога панк и рок сцената напредуваше во целиот регион. Овие бендови одиграа значајна улога во обликувањето на културниот идентитет на локалната младина, станувајќи глас на бунт, отпор и сурова креативност во време на општествени и политички превирања. И Хип и ТБ Трачери ги канализираа фрустрациите и разочарувањето на генерацијата што растеше како последица на распадот на Југославија. Преку нивната музика тие изразија пркос против политичката нестабилност и општествените борби што ја дефинираа ерата. За Куманово, град со богата историја и сложен општествено-политички пејзаж, овие бендови станаа символи на отпорот против угнетувачките структури, слично како и другите панк движења ширум светот. Скоро бих rekao da sam 90-te prespavao što se tiče muzike, jer zbivanja u mojoj zemlji su me malo to vrijeme izbacila iz praćenja glazbe, ali moram priznati da sam silno zadovoljan što sam ovdje kad sam došao nekih 10 godina kasnije vidio jednu vrlo živu i zdravu scenu. A ono što me posebno iznenadilo posljednjih nešto mjeseci je fakt da sam shvatio, bez obzira koliko dugo se bavio glazbom, prateći zbivanja na sceni i u bivšoj zemlji i u svijetu, da sam zapravo bio toliko zakinut da nisam imao predodžbu koliko je Kumanovo imalo strašno jaku muzičku scenu. The Hip me posebno iznenadio zbog toga jer naprosto mi je bilo nevjerojatno da se u to vrijeme kad je Hip bio u svoj snazi u Kumanovu događala tako jedna živa i mislim da ne pretjerujem kad kažem svjetska scena. Sjećam se dragog mi znanca i hrvatskog velikog rock kritičara Darka Glavana, koji je skraćenicu, punk pokret, tretirao kao jednu skraćenicu. I on je govorio da punk zapravo znači potpuno uvredljivo negiranje klasike. Ako se netko uklapa u to od svih bendova koje sam slušao i čuo i s kojima sam imao prilike razgovarati, The Hip je definitivno taj bend koji mi se najbolje uklapao u tu skraćenicu, da kažem. Бендовите не свиреа само панк во западен стил, тие ја надополнија својата музика со локални искуства, правејќи ја длабоко релевантна за културата на Куманово.
Суровоста на нивниот звук и нивните текстови ги доловуваа секојдневните борби и аспирации на локалната младина, одразувајќи ја реалноста на пост-југословенскиот период, нудејќи при тоа излез за изразување и бунт. Покрај музиката овие бендови помогнаа да се поттикне чувството на заедница кај младите во Куманово. Тие беа дел од едно поголемо контракултурно движење што ја инспирираше локалната етика "направи сам", каде младите организираа своји концерти и ја поддржуваа независната уметност. За многумина The Hip и ТБ Трачери представуваа светилник на креативна слобода, помагајќи да се изгради субкултура која им овозможи на младите да се отцепат од мејнстримот и да ја изразат својата индивидуалност. Нивното наследство во кумановското културно ткиво е залагање за слободата на изразување, одбивање да се усогласат и создавање автентичен простор каде што ќе може да се слушнат алтернативни гласови среде вревата на политичките и општествените промени. Punk rock is the freedom to create, freedom to be successful, freedom to not be successful, freedom to be who you are. It's priceless because it's freedom.